Ова изгледаше чудно и травматично, ни беше единствениот начин како да излеземе на воздух. Мислам дека беше 13:20 часот. Веднаш го напуштив состанокот и заминав дома. Дома дојдоа некои мои блиски луѓе и од тогаш почна целата агонија со Бојан. Страшно нешто, така. Се сеќавам и реков на Јасминка, помогни ми да се спакувам. Сикам дека ми кажа за каде да те пакувам. Јас бев цела избезумена. Само седев и ништо не зборував. Еден ден ќе памтам, бидејќи тогаш прв пат го видов и татко ми како плаче, како мало дете. И тука знаев често да се облечам како да одам не знам каде. Кога ја погледнав зградава вака, мислев дека сум на некаков интернат. Но реалноста беше друга. Па многу малку луѓе беа со нас. За мене Лила не е ништо така, да не сакам да зборуваме за Лила. Доаѓала само да прибира некој податок, да немала што да прибере. Нема што ќе прибере. Но сепак е дојдела. Ке дошло, ке прашала нешто како е, што се случи, како што се случи. Сергеј го испитувала, така да тој сомнеш го имаше ке Сергеј, го имаше пренесено. Сергеј беше цело време за него, не можам збор да кажам, така да беше максимална поддршка. Сергеј доаѓал кај моите родители за време на моето престојање во затворот, за притворот секој ден, тоа не можам да го избегнам, а да не го кажам као факт. Бил тука и многу ситуации се нашол и се понел човечки. Сега што не сме во комуникација, тоа веќе е. Али во тие важни моменти бил тука и не би бил ја чесен, ако кажам поинаку. Околу 19:30 се задзвонија истражители, полиција, не знам што беа. Веднаш им отворивме, што ме побара, се им извадив, се што имам дома, но тие беа крволочни, можем да кажам. Првиот ден поминат во затворска келија, ке го паметам по тоа дека беше ужасно топло време, а јас се тресев од студ. Беше лето, но тој се тресеше, му студеше, ние им праќавме и тренерки, зимска гардероба во пеколно време. Чувството да се биде најпопуларниот затвореник не е работа со која што човек може да се пофали. И знаеше дека е тоа карма, дека е број 33, така да беше избезумен. Мислам дека беше избезумен. Не беше свесен. Така да после неколку денови веќе се свести каде и што е. Иронијата одеше до тамо што мојот дедо, таткото на мојот татко, е основоположникот на затворот Шутка, Скопје, затворот. Тој го има направено и со истиот управувал и бил управник, како сега што се вие денешниве директори, така тој бил управник до својата смрт. Карма кој што влече од многу подавнешни времиња, бидејќи мојот свекор бил управник во тој затвор, каде што беше Бојан во притвор во затворот Скопје во Шутка. И верувам дека многу клетви се испратени кон него и кон неговото потомство. Верувам во тоа. Во берберницата каде што не шишаат, на времето била соба за сослушување. И во таа соба за сослушување затворениците или притворениците во тоа време биле многу малтретирани. И тоа е во време на мојот дедо, кога е он управник. И кога влегов затворскиот бербер да ме подшиша, ми кажа: еве вели, оваа парола е од твојот дедо. Паролата беше дека не е битен физикусот, во превод не е битно дали ве тепаат, битно е да останете со здрав дух. Имав само едно оружје за борба. Тоа оружје бев самиот јас.